како што ветив на последниот состанок што го имавме и со архитектот во вашето здружение и со вас, дека се ќе направиме да пензионерите си добијат уште еден објект каде што покрај дружбите ќе имаат, нели, ваквите дружби ќе имат можности и за дополнителен социјален живот, односно да имат и дополнителен простор во кој што уште повеќе пензионери ќе се собираат. И во разговор со председателот и со градоначалникот и јас како министерка го решивме проблемот, така да веќе е во влада постапката за да може да ви се даде парцелата на вас од Министерство за транспорт и врски и да можете од следната година да си започнете да си го градите домот. Ова е еден аспект, друг аспект се антикризните мерки кои што ги донесовме како влада за да помогнеме на сите оние граѓани кои што се со ниски примања, како и на младите ученици во основно, во средно и студенти кои што потекнуваат од семејства со ниски примања, односно семејства каде што имаме до 50.000 приход во семејството. Затоа што и вие, нашиот менталитет е да живееме во пошироки семејства со синови, со ќерки. Секако секој од вас има и внуци кои што се во основно, во средно, студенти, и таа дополнителна финансиска поддршка на учениците доаѓа како поддршка на семејствата, меѓутоа и на вас како нивни баби, дедовци, секако. Ќе започнеме од онаа што го донесовме како одлука за пензионерите. Вие знаете дека во подолг период, ние оствари во континуитет сме во разговори и преговори со пензионерите за сите ваши прашања и ова е деветти пакет на антикризни мерки и во сите 9 пакети беа офатени пензионерите, овој пат повторно и тоа пензионерите кои што примаат до пензија до 19.000 денари. Она најранливата категорија на пензионери кои што примаат пензија до 14.000 денари ќе бидат поддржани со во наредните 5 месеци по 3.000 денари, односно вкупно дополнителен приход на своите трансакцијски сметки ќе имаат од 15.000 денари, за да може овој зимски период да си ги платат или струја или друг вид на енерген со кој што си ги затоплуват своите домови. Да останат повеќе пари во буџетот за други потреби на пензионерите. Пензионерите од 14.000 денари до 16.000 денари кои што земаат пензија, ќе земаат во наредните 5 месеци вкупно 10.000 денари, односно по 2.000 денари месечно, и оние од 16.000 денари до 19.000 денари ќе земаат вкупно 7.500 денари, односно 1.500 денари месечно. Она што е најважно е дека нема потреба од апликација, нема да имате дополнително да бидете оптоварени. Сите оние кои што сте во оваа група на пензионери кои што ќе добијат финансиска поддршка, нема да бидете оптоварени да поднесувате апликација, да документи да собирате, туку согласно исплатата на пензиите од тековниот месец, во исто така, во тековниот месец ќе биде извршена и финансиската исплата на финансиска поддршка. Денес го согласуваме законот, пошто со закон ќе одиме, го согласуваме законот со Секретаријатот за законодавство и верувам дека или во текот на денешниот ден или во текот на утрешниот ден владата на онлайн седница ќе го донесе законот и ќе биде испратено во собрание за да можеме до крајот на овој месец да ви биде исплатена првата рата, односно првите пари од оваа финансиска поддршка. И она што е најважно, сите оние кои што ќе се стекнат со право на пензија во периодот на исплата на финансиска поддршка, исто така ќе бидат вклучени во финансиската поддршка до крајот на исплатата на оваа мерка. Верувам дека на сите пензионери до 19.000 денари овие дополнителни средства ќе им бидат добредојдени во нивните семејни буџети. И она
исто што сакам да го кажам, дека работната група која што беше формирана и за мерките, меѓутоа и за подготовка на одредби или на посебен закон за минимална плата продолжува со работа, не се да минимална пензија, не се откажуваме од идејата дека треба да се регулира, меѓутоа можеме да го најдеме вистинското решение, за да не предизвикаме некаков удар на пензискиот систем и да не можат пензионерите да си ги добијат своите пензии. Вие како пензионери знаете дека секој први по завршувањето на корона кризата направи да бидете распоредени во неколку групи за да не има гужва во банките, за да го зачуваме вашето здравје, меѓутоа со завршувањето на корона кризата секој први пензијата доаѓа на вашата сметка. Ако први се падне сабота и недела, тогаш првиот работен ден, односно во понеделникот, веднаш се исплаќа. Тоа покажува дека пензискиот систем е стабилен, дека оној дефицит кој што беше во пензискиот систем се намалува. И верувајте, од 47 сега е 32, а во текот на и декември месец и наредните месеци ќе се намалува уште повеќе затоа што се зголемуваат приходите во системот во фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Ова намалување на дефицитот покажува дека бидете спокојни, вашите пензии ќе бидат исплаќани секој први на вашата сметка. Секаква интервенција во системот на пензиско и инвалидско осигурување може да донесе до потрес, односно да и сегашните и идните генерации на пензионери не ги добиваат своите пензии. Не смееме како влада, и јас како како човек и како министер, не смеам да дозволам да пензионерите не ги добиваат редовно своите пензии секој први на месецот и да 336.000 пензионери останат без пензија. Тоа ќе биде катастрофа за една држава, затоа што не е мала целна група, односно 336.000 пензионери се многу за да останат без пензија. Со добри политики, со добри мерки, ќе го одржуваме и ќе го намалуваме дефицитот во пензискиот систем и со тоа ќе обезбедуваме сигурност на долг рок. Се друго, и оваа финансиска подршка доаѓа од посебна програма на владата, која што е наменета за антикризни мерки и се дава на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, а не се чепка во системот на пензиско и инвалидско осигурување, односно онаму од каде што се исплаќаат пензиите, се со цел да не дојде до нарушување на пензискиот систем. Покрај за пензионерите, јас сакам да ви ги кажам и другите мерки, затоа што сигурно имате и пријатели, можеби и дел од вас во семејствата имаат и одредено лице со попреченост. Имаме мерки и за децата со попреченост до 26 годишна возраст, и за лицата со попреченост, и за самохраните родители кои што се приматели на гарантирана минимална помош. И тоа се мерки исто во трајање од 5 месеци. Сите овие околу 17.000 граѓани ќе добиват по 2.000 денари месечно. Исто и за нив, секој граѓанин кој што во меѓувреме ќе оствари право од социјална заштита од овие 3 права, исто така ќе биде вклучен во мерките за финансиска подршка. И на крајот ќе ја оставам на Даниела да ги каже мерките за учениците и за студентите, затоа што и таму имаме огромна целна група, некаде 105 ученици од основно и средно и околу 15.000, ако не се лажам, студенти на кои што ќе дадеме финансиска подршка во наредните 6 и 7 месеци кај студентите. Јас ви благодарам, Даниела да ја каже мерката и потоа можеме да разговараме и да одговараме на вашите прашања.